приказ на заплет, ќе ја облиете или ќе ја влиете, ќе ја создадете, ќе ја претопите во книга. Complicated again. Couldn't I make a quotation instead of because I have a problem with panels that you get very little time and you have to sort of come up with punchlines and be very clever at a very short time. And this is a complicated thing to write books. There was an Icelandic writer called Halldór Laxness who got the Nobel Prize in the 50s. Повторно сложено прашање. Не обожавам панели затоа што секогаш има толку малку време и треба да кажете интересни работи за да ставите впечаток. Па ако може ќе би завршил со еден цитат. Имаше еден исландски писател, Лаксне, кој што доби Нобелова награда некаде во 50-тите. We might consider a panel a kind of a genre as well, couldn't we? Може и панелите да ги сметаме за вид на жанр, нели? Halldór Laxness was a great writer, but he didn't like to talk a lot. But when he got the Nobel Prize, he was invited to a number of panels, particularly in Germany, for a month. And particularly one very prestigious literary festival. It took place for 5 days, and he sat in every single panel for 5 days. Did not say a word. И значи писателот исландскиот Лакснес навистина доби Нобелова награда, меѓутоа човекот воопшто не сакаше да зборува и не сакаше панели. Ама откако ја доби Нобеловата награда, го канеа на многу фестивали, книжевни фестивали, особено во Германија, каде што го поканија да биде гостин на еден многу престижен фестивал и каде што каде што присуствуваше на сите панели во текот на 5 дена и не кажа ниту еден збор. The organizers got a bit annoyed with him after 5 days in 5 panels not saying anything. So during the last panel, the moderator gave Mr. Laxness the microphone and said, "Please, Mr. Nobel Prize winner, could you sum up what we have achieved during these 5 days, sir?" На организаторите веќе почна да им оди на нерви тоа што човекот присуствува на секој панел 5 вечери поред, а не кажува ниту збор. Па на последниот ден модераторот му го даде микрофонот и го замоли, му рече: "Господине Нобеловец, дали ќе може да резимирате што направивме во текот на овие 5 дена?" Halldór Laxness grabbed the microphone, thought for a short while and said, "To my mind, you should never kill more people than you are prepared to eat." Thank you. Харалд Лакснес застана, подразмисли и потоа рече: "Според мене, никогаш не би требало да убиете повеќе луѓе отколку што можете да изедете." Одличен совет. Па да видиме секој кого ќе јаде на крај. Ви благодарам на сите за учеството. Ви благодарам на вас од публиката затоа што навистина ние чувствувавме одличен набој од ваша страна да разговараме на темата книжевни жанрови. Тоа беше разговорот на тема книжевни жанрови. Жарко го смисли насловот и 3 пати си го повторува пред да дојдам и не успеав да го запамтам, така што затоа уште не го спомнувам. Можам само да го прочитам: "Hold me, thrill me, kiss me, kill me." Добро. Од операта кажи, од рок-операта, то ми е, од кај е? Од YouTube мислам дека, ама да. Ама има и од рок-операта Томи. Ви благодарам. Да. Уште еднаш вечерта продолжува за тие што сакаат со проекцијата на филмовите на Милчо Манчевски и така, се гледаме во следните денови на продолжението на фестивалот на европската литература Букра.